Оризо производителите од Кочанско денеска остварија средба со државниот советник во Министерството за земјоделство, на која зборуваа за проблемите со кои што се соочуваат оризо производителите. По завршувањето на средбата, заменик министер за земјоделие Трајан Димовски истакна 3 заклучоци, меѓу кои формирањето на новата откупна цена. На денешниот состанок го завршивме, би рекол, со 3 заклучоци. Со тоа што веќе за формирање на една производна цена за сегашната реколта и веднаш од тука се упатуваме до институтот до Кочани за да бидеме ефективни и ефикасни во овие договорени работи кои што ги имавме, за да поразговараме со нив и тие заеднички. Тоа е едно заедничко барање и став, да кажем, од сегашниот состанок, од кој стоиме цврсто и ние за тоа, да се од страна на институтот за ориз, овдека во Кочани, се направи производната цена за ова жетва. Вториот е она барањето нивно да видиме можностите, бидејќи до 30 август беше пријавувањето за 3 денари од минатогодишната реколта, да ги видиме опциите, дали е тоа документацијата сработена од страна на платежната и со буџетот да разгледаме како стојат можностите тоа да биде исплатено бргу, да се огледаме и да се договориме на некој начин за една прифатлива цена, одржлива, која што ќе даде можност и на оризопроизводството да продолжи да биде заштитен знак на регионот, а секако ние како влада, држава, министерство, секогаш сме стоеле во последните 5 години во интерес и сме ги поддржувале оризопроизводителите, така да продолжуваме на иста страна сме од тој аспект. Земјоделците порачаат да се валоризира нивниот труд. Оризовата арпа се продава од 40 до 45 денари, во спротивно по линијата ќе останат пусти. Тие исто така побараа во најбрз можен рок да им се исплатат 3 денари од килограм продадена арпа, како и тековните субвенции за 2022 година, за да може да ја започнат овогодишната жетва. Оризопроизводителите очекуваат соодветен третман од страна на владата, на министерството и на откупувачите. Значи се барат реални цени кои ги покријат производните трошоци и кои исто така ќе обезбедат пристоен живот на земјоделците. Значи не може да работите или да сработите 100 тони ориз, а да имате приход понизок од еден социјален случај кој има. Значи моментално состојбата е таква и мислам дека ќе се најдат можности и начини да се надминат таквите состојби, да се обезбеди, пак ќе речеме, една пристојна цена преку која земјоделците ќе го валоризираат сопствениот труд и ќе се обезбеди перспектива на оризопроизводство. Во спротивно, доколку не се најдат такви решенија, ќе бидеме сведоци на тоа дека по линијата од година во година запустуваат и младите масовно го напуштаат оризопроизводството, односно земјоделието. Оризопроизводителите не отстапуваат од своите барања, а тоа се откупната цена да се движи од 40 до 45 денари, а од 1 октомври да се отворат откупните центри. Според нивниот трошковник, производната цена за 1 декар се движи од 17 до 23.000 денари.